Здраво, ова е 39-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збори на први впечатоци, илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Ред Спероу на Френсис Лоренс, во кој станува збор за балерината Доминика Егорова, глумена од Дженифер Лоренс, која е регрутирана во училиште за шпиони на руска служба за разузнавање, кај што е принудена да го користи нејзиното тело како оружје. Како нејзина мисија е назначен агент на ЦИА, глумен од Джоел Еджертон, но кога подобро ќе се запознаеме со учесниците во играта на измама, ќе забележиме дека тајните на двете држави може да бидат јавно обелоденети и тргувани. Овој шпионски трилер ги содржи препознатливите парадигми на самиот жанр, криптичните шифри и пораки, двојните шпиони со школа за нивно обучување, зададените тајни мисии од кои зависи иднината на државата и незините премолчани тајни, но се разликува поради неговата визуализација, провокативност и реализација. Во филмот гледаме Вујко кој си ја проституира внуката во име на државата, а таа само сака да обезбеди кров над незината глава за неа и незината болна мајка. Здравственото осигурување ќе биде земено како дел од пакетот за уцена, со кој ќе стане една од многуте бескрупулозни шпионки, за кои сексот е само едно од многуте оружја за моќ и малициозна доминација со која се стигнува до саканата цел по секоја цена. Затоа и во школата за обучување на шпиони ги бираат според убавина, сила и ранливост. Не треба голем аналитички труд за да се забележи дека записите на ЦИА, оперативецот на кој се базира филмот, се земени како изговор за да се направи јавна дистинкција на лошите руси и добрите американци, што е воочливо дури и во самиот декор на просториите, работен од Марија Ѓурковиќ, дизајнерката која најдобро го познава изгледот на шпионскиот филм, со оглед тоа што ги дизајнираше просториите на The Imitation Game и Tinker Tailor Soldier Spy. Одмаздолюбивоста на повредената балерина ја забележуваме во Coitus Interruptus сцената на нејзината замена на бината, меѓутоа по завршувањето на шпионската едукација не забележуваме емоција на Доминика која не е демонстрирана со манипулативна цел, што го осиромашува запознавањето на гледачот со ликот под шпионската фасада. Најпогодна за својата нападна улога во филмот е Шарлот Ремплинг, која раководи со обучувањето на шпионите, говорејќи им за убавината на голото човечко тело на кое мора да му се препуштат, за да служат на државата која го поседува. Лоренс знае да ја изрази ладнокрвноста во широк план и на почетокот на филмот ранливоста во крупен, но не можам да потврдам дека е забележлива хемијата со Джоел Еджертон. Има плејада на машки ликови кои сакаат сексуално да ја злоупотребат тајната агентка, меѓутоа Джереми Ајронс не е еден од нив, но не е ниту за џабе скромен дел од екипата. Оправдани се сите паралели со ликот на Линда Хамилтон во филмот Secret Weapons, како и ликот на Black Widow, глумен од Скарлет Јохансон, кои непорекливо е дека имаат слични животни арки со Доминика, но сепак филмот е адаптација на првиот дел од книжевната трилогија на Джейсон Метјус, чијшто записи ирелевантно е дали се точни кога човекот веќе стана милионер уште на недонапишано дело. Се присутната оркестрација на одличниот Джеймс Ньютон Хауард, кој во Видеологија го коментирав како автор на музиката на Роман Џ. Израел Есквајр и Детройт, а за себе ја компонирал музиката на филмови од Nightcrawler до Hunger Games, наменски доаѓа во преден план штом шпионажата добива активна улога во самото дејствие. Кинематографот Џо Вилемс, препознаен по колоритната визуелна естетика на American Gods, Limitless, 30 Days of Nights, Hard Candy, The Hunger Games и предстојната хорор антологија Nightmare Cinema, успева да го протне црвенилото во смрзнатата Русија и благопријатната Америка, но успеа да постигне визуелна естетика која може да се носи со Atomic Blonde и The Girl with Dragon Tattoo. Френсис Лоренс е златен студиски режисер кој им прави големи пари на филмските магнати, кој за себе ги има Константин I Am Legend и многу видеозаписи за поп изведувачи, но исто така е режисер и на Hunger Games серијалот, од кој ги повлече своите соработници за да учествуваат во овој проект.
За негова среќа, Аронофски и Финчер се повлекоа од проектот пред тој да дојде во него, но затоа го има телото на Дженифер Лоренс на располагање, а трилер без еротика и не е трилер. Сценариото го напиша Джастин Хейт, кој ако го судиме по A Cure for Wellness и Revolutionary Road, ќе заклучиме дека знае да се распишува, но овој филм беше поконзистентен со неговите еднодимензионални силуети од ликови, иако убаво се врзани првата и последната сцена на овој филм. Ред Сперо е тензичен и интригантен и покрај структурната линеарност на трилери за студената војна, со еден круцијален пресврт, овој трилер не се срами да го демонстрира своето крваво лице, односно прикажани се ладнокрвните убиства како сечењето на вратот и нанесувањето на телесни удари за време на силување, масакрирани тела во када и тортура на убиец кој си ја сака работата, чист екземплар за сцени кои нема да ги видите во филм Джеймс Бонд или Джейсон Борн. Што значи дека вистинско чудо е како овој насилен филм успеа да го задржи рейтингот Р на цензурите. Со буџет од 70 милиони долари, во САД едва ја успеа да собере 50, но затоа во светски рамки извади 140 милиони. Немаше значаен фестивалски живот, но поради тоа што е блокбастер, имаше отворени врати да се прикажува во големите синџири на киносали, во кои на клиентелистичките барања на публиката во овие киносали им се сервираше лојално курвање во име на државата, спакувано во крвав трилер. Ако морам да го евалуирам, тогаш Ред Сперо од мене има 3,5 од 5. Доколку ви се допадна 39-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!